Ја информираме јавноста дека понатаму настапуваме како координативно тело составено од Советот на родители од повеќето општински училишта во градот, браќа Миладиновци, Крстем Исирков, Кочорацин, 11 октомври, Наим Фрашери, Вук Караџиќ, Вера Которка, при што за целосно повлекување на наставните планови и програми согласно новата концепција донесена за основното образование. Причините се доволно јасни: пренатрупани програми, лоши услови, учебници кои што доцнати секогаш со грешки, пат на знаењето и реформи без реална подготовка на истите. Одговорите од надлежните институции се формални и без суштина, што покажува игнорантен однос кон сериозни проблеми. Постапувањето на народниот правобранител дополнително ја доведува во прашање институционалната одговорност. Одговорите што ги добивме од институциите се површински, без никакви детални објаснувања, дури ни објаснувања кои што се во надлежност на нашите барања. Ние нема да молчиме, ќе продолжиме јавно и организирано да бараме промени во интерес на децата. Ги повикуваме сите родители, наставници и сите граѓани заинтересирани да ни дадат подршка, бидејќи за иднината на нашите деца нема да имаме никаков компромис. Бараме да се излезе на терен, да се види реалната ситуација во училиштата, каква е состојбата, да се види дали има потреба од кабинети нови, да се направи скратување на програма, да се скрати програмата и да се направи програмата соодветствено врз возраста на децата. Тоа е првичното барање кое што го бараме, за да понатаму можат сите други да се реализираат. Дали имате средби со други родители од други градови на државата и каква е нивната размислување во однос на вашите барања? Подршка имаме од сите градови, бидејќи онлайн настапуваме со подршка од сите градови, уште немаме остварено средба. Имаме средби константно со училиштата во нашата општина и сите родители се за да се смени оваа програма. Досегашна програма. Да скажете средба со министерство, со Секако, да. Ние нема да запреме, како што кажавме, значи продолжуваме, нема да молчиме и се надеваме дека ќе бидеме слушнати од институциите кои што се засегнати со оваа проблематика. Дали се базира вашите барања на некои стил на образование во однос на, да кажеме, во соседството или други европски држави? Сега најчесто се базирани на европски стандарди, така што ние реално немаме услови за тие стандарди, и воедно од сите поранешни европски, како да кажам, наставни програми што се веќе не се користат во Европа, доаѓаат кај нас. Тоа не е добро. Значи, ако веќе гледаме дека ако сакаме да земеме некоја новитет, па да гледаме од источен дел. Јапан, Кина, веќе тоа е нешто. Во однос на тоа дека се поднеле преставка до народниот правобранител, имате ли повратна информација што ви е посочено? И воопшто од министерствата каде што ги доставивте барањата, имате ли одговор? Го спомнавме тоа. Да, тие гледаат површински на оваа работа. Значи добивме одговор кој што буквално ништо не ни објаснува во врска со нашата програма. Значи од Министерството за образование и од Бирото за развој на образование добивме шаблонски одговори од типот ќе биде разгледано вашите барање, благодариме за доставената представка. Во случај на народниот правобранител добивме одговор кој што не се темели воопшто на нашето барање. Таму имаше наведено некои работи кои што воопшто ги нема во нашето барање. Така да што ќе преземете? Ова е уште еден чекор во настојувањата да дојдете до своите права, односно да се реализира тоа што вие сметате дека треба да се реализира. Што понатаму ако едноставно продолжи игнорантскиот однос од институциите? Ќе бараме со бојкот настава, со се може да. Значи ќе бараме средби со високите членови на функционерство, ќе продолжиме да се бориме, ќе одиме јавно уште и со другите градови да се приклучат со нас и да можеме да направиме пак средби и тоа е.